Македонската влада со Доналд Трамп ги доби изборите во Америка, тој победи. Влијанието на победата на Доналд Трамп врз Балканот. Изборот на Доналд Трамп за председател на Америка ја отвори вратата за нови можности и соработки меѓу Америка и Македонија. Во тој контекст, македонската влада, предводена од премиерот Христијан Мицковски, веќе оствари значајни средби со Доналд Трамп и неговиот тим. На овие средби се разговарало за економските и безбедносните предизвици во Македонија и за регионот, како и за потенцијалната американска поддршка во клучни проекти што ќе помогнат за зацврстување на Македонија на меѓународната сцена. Во фокусот на средбите било зајакнување на партнерството меѓу двете држави, особено во области како енергетиката, инфраструктурата и безбедноста. Оваа отвореност за соработка представува нова можност за Македонија да привлече инвестиции и политичка поддршка, што би имало значајно влијание на нашето економско и политичко зајакнување. Средбите на Мицковски со Трамп и неговите соработници се исто така дел од пошироката стратегија на Македонија да изгради силни односи со меѓународните партнери, со цел да го зацврсти својот пат кон Европската унија. Премиерот Мицковски, истакнувајќи ги приоритетите на Македонија, побара поддршка во деловите што се клучни за економскиот развој на Македонија, вклучително изголемување на инвестициите, технолошкиот развој и модернизацијата на инфраструктурата. Со поддршка од еден од најголемите светски сојузници, Македонија добива уникатна можност да се профилира како значаен партнер на Америка во регионот на Балканот. Оваа соработка добива дополнителна тежина со оглед на зголеменото геополитичко значење на Балканот и актуелните глобални промени, како што американското водство бара нови начини за зајакнување на своето присуство во Европа. Македонија е во одлична позиција да биде мост за нови иницијативи на Балканот и да ги оствари своите стратешки цели. Некои земји, како Германија, така речено прогласија национална вонредна состојба поради победата на Трамп, прикажувајќи го настанот како потенцијална закана за европската стабилност и вредности. Но дали овие реакции се рационални или дел од поголема медиумска и политичка драма, ајде да ги погледнеме најлудите реакции на овие плачковци, и ви ветувам дека ќе биде забавно. Оваа ситуација го отвора прашањето: зошто е толку важно кој ќе биде председател на Америка за европските медиуми и политичари, а особено за оние што јавно застанаа на страната на Камала Харис? Медиумската покриеност во Европа често беше под влијание на пристрасности, сугерирајќи дека Камала Харис е фаворит. Овие предпоставки, кои се покажаа како неточни, предизвикаа дополнителна недоверба меѓу европските граѓани кон нивните медиуми и владини структури. Изборната победа на Доналд Трамп, кој ги доби изборите во Америка, стекна големо растојание и станува следниот председател на Америка. Тоа ги разбранува водите не само во Америка, туку и низ Европа. Тоа го знаеше секој човек со јасно размислување. Особено на германските медиуми испробуваа и убедуваа дури и до победата на Доналд Трамп дека овие избори ќе бидат исклучително важни и дека Камала Харис секако ќе победи. Дали е најголемата глупост тоа, или едноставно само најлошата медиумска пропаганда? А јас во секој случај, секогаш се прашував зошто и што е целата оваа емисија во Германија и во Европската унија. Каква корист има тоа за германските медиуми? Да се вклучат во негирање на реалноста, дали некој американец ќе влезе како резултат на американскиот избор и како би влијаело на тоа во Европа. Германските медиуми се уште се американци. Но не беа само медиумите сосема луди, исто така и повеќето германски и европски политичари беа на истата таа страна и беа убедени дека Камала Харис ќе победи. Сите тие денес бескрајно плачат, затоа што доаѓаат од иста врхушка на политичари. Камала Харис беше фаворизирана затоа што истото мени го сервираа сите тие како и некои наши партии, и токму тука можете да го приметите тоа. Затоа што имаше од германците и европските политичари повремени честитки до политичарите и до Доналд Трамп за победата на изборите. Политичка некоректност е тоа. На тие политичарите сега им е многу јасно дека некој од нив ќе завршат можеби и на топол оброк 3 пати на ден, особено сите неважни политичари од вториот ред ќе заминуваат сега, нивните емоции ќе дивеат и ќе плачат, бидејќи знаат што ги чека. Но, што значи сето ова за Македонија и нашето општество? Дали европските реакции на изборите во Америка имаат потенцијално влијание врз нас?
Најголем дел од европските политичари и медиуми ја прикажуваат победата на Трамп како закана по нивните под наводници либерални вредности. Македонската политика е сведок на европското влијание, особено во однос на прашањата за безбедност, економска стабилност и интеграција. Сепак, одлуките што ги носат европските лидери може да предизвикаат импликации и на Балканот, вклучително и во Македонија, која се стреми кон европска интеграција, но истовремено мора да се справува со локалните и глобалните промени. Хајди Рајчинек од Бундестагот на Твитер го напиша следново за Доналд Трамп непредвидлив лажго, расистички сексист и дека претходно бил 34 пати осудуван. Размислете како тоа би било можно и што може и што значи тоа за Европа. Овде навистина полудува работата во Бундестагот и во Европската унија, тие напиша дека тој ден е депресивен ден поради изборот на Трамп. Катрин Гурин-Гекерт напиша за победата на Трамп во средата и објави на Твитер во средата дека поради победата на Трамп во Америка се финансиски во вонредна состојба во Германија. Исто така напиша и дека Германија и Европа мора да станат понезависни и посамостојни. Вината е како и секогаш сите други се криви. Еве еден пример, прво беше Путин, а сега е Трамп и тоа е тотално лудо и надвор од контрола. Трамп беше избран, но се уште не е седнат во канцеларија и што се случува само уште 2 месеци до 20 јануари, но сепак е тој веќе виновен за се, така што едноставно не е само што не е нормално, туку е лудо. Но да видиме што има да кажат политичари за тоа. Овој итен случај Европа го оправдува со финансиската вонредна состојба која произлегува од ова што они крадела и сега Доналд Трамп им е крив. Причината е очигледна кога Америка на чело со Доналд Трамп им кажа како ќе ја реши ситуацијата со Украина по мирен пат. Тука сега доаѓа идеолошка финансиска политика, може да го има потребниот простор за зголемување на европската безбедносна политика. 100% само идеологија и блокирање, навистина секој интелигентен аргумент е ова од нивната моронска идеологија. Сега политичарите го кажуваат токму тоа. Затоа се прашувам спротивното на нивните мислења и сериозно кои се веќе овие луѓе и за кого работат, дали за они да крадат и да живеат во луксус, а обичните луѓе да трпат и да мислат како ќе го поминат месецот. Може да се свати сериозно и зошто они го прават сето ова сега, предосеќаат дека некој од нив можеби ќе се најдат на топол оброк 3 пати на ден. Додека јавноста во Германија и Европа продолжува да ги коментира и анализира изборите во Америка, важно е да се прашаме колку овие глобални промени и реакции ќе влијаат врз нас, граѓаните на Македонија. Европските политичари навистина го прават тоа што е неверојатно, но што велите вие и што велите вие за оваа победа на Доналд Трамп во Америка? Дали европските политичари навистина работат во интерес на своите народи и на нивната стабилност, или нивните реакции се дел од пошироки агенди? Ова е тема која заслужува внимание, бидејќи глобалните случувања неизбежно оставаат траги и на нашиот секојдневен живот. Доколку сакае видео на некоја тема, пишете во коментар. Вашите мислења и коментари се добредојдени, слободно споделете ги под видеото. Оставете ми се допаѓа и претплатете се на канал Тампес кој е потполно бесплатно.